Инфлацијата постепено се намалува. Очекувањата на владата се таа да продолжи да паѓа во последните 2 месеци од годинава. За следната година предвидено е таа да се сведе на нивото помеѓу 2 и 3%, вели премиерот Христијан Мицкоски. Таква е и проекцијата во државниот буџет. Инфлација за 2026 година од 2,5%. Инаку според последните податоци на државната статистика, порастот на цените за живот изнесуваше 4,5% во октомври, што е пат од 0,2% поени споредено со месецот претходно. Што се однесува до базната инфлација, радува фактот што на месечна основа таа е негативна и очекувам сега во ноември и во декември да биде уште пониска. А следната година да се движиме со вкупната инфлација меѓу 2 и 3% и отприлика на тоа ниво да биде базната инфлација. Комисијата за заштита на конкуренцијата е екипирана и активна за да ги лови евентуалните нерегуларности и непочитување на законот за нефер трговски практики и картелски здружување на трговците во обид да ги диктираат количините и цените. Досега се изречени глоби во износ од над 3,5 милиони денари, одлуки за кои се чека потврда од управен суд. Премиерот Мицкоски вели дека треба да се почека и на одлуката во врска со картелското здружување на 4 големи ланци маркети. Да ја оставиме антимонополската комисија да си ја заврши својата работа. Мислам дека тие го разгледуваат случајот и мислам дека наскоро ќе имаме и разврска. Владата сака да ги дисциплинира големите трговци. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски пред една недела рече дека тоа може да се случи само со неколкукратно повисоки казни, кои треба да стартуваат во 2026 година. Сегашната највисока глоба од 20.000 евра е лесно прифатлива за големите маркети со огромен промет и профити. Инаку цените на храната внимателно се следат и засега не се планираат мерки за да се спречи нивно евентуално зголемување. Токму затоа пазарниот инспекторат е активно на терен и досега направил рекордни 20.000 контроли.